Доста интересен момент беше пред 3 дена, каде што за прв пат ја како македонец стапнав на тлото на островот Смит, кој што е доста битен и значаен за експедицијата. Македонското знаме по втор пат се вее на Антарктик. По моје сознание, како што професорот Пимпирев ме објасни, првиот човек кој што стапнал на Антарктик бил професорот Огриновски. За среќа, јас сум вториот човек кој што стапнува на Антарктик. Имено станува збор за проект кој што почнав да го работам од минатата година. Благодарение на продуцентка Елени Декидис, која што е од Софија, и ме покани да бидам дел од екипата на овој документарен филм како снимател на филмот. И што минатата година почнавме преговори, разговори околу самата мисија, заедно со професорот, објаснување на сите детали што и како ќе се одвиваат работите на островот. Условите не беа доста лесни за да се стигне на островот. Меѓутоа оваа година имавме некаква среќа. Временските услови беа идеални, иако поминавме едно 4-5 сати на чекање додека се обезбедат сите безбедносни мерки за да може да се заплови со чамци од бродот до самиот брег. Чувството не може да се опише со зборови. Буквално дека од првиот миг кога стапнавме на тлото е неописиво. Секој ден се случуваат нови работи, климатските промени или услови се многу различни и секоја доба од денот е доста посебно. Има посебна мистика. Позади мене се наоѓа дел од заливот и денеска бевме сведоци на огромен број на ледници кои што пловат на површината од заливот. Како што дека случајниците викаат, тоа е ледена супа и буквално изгледа фасцинантно, ретка гледка за било кој човек. Тоа е прекрасно за очите. Беше исто предизвикувачки за мене да со дел од екипата истражувачи да се спуштиме внатре во самите гличери и да спроведеме неколку истражувања. Дел од тоа беа истражувањата за температурните влијанија внатре во самите гличери. Тоа беше нешто доста возбудливо за мене, бидејќи прв пат ми се случува такво нешто. Успеавме да земеме и примориоци на мразови кои што се скоро 10 милиони години стари. Мојата мисија овдека е како дел од филмска екипа, која што е дојдена да ги следи чекорите на професорот Пимпирев, основачот на оваа база на Антарктик. Една од причините која што е овдека е самото доаѓање или планот, идејата да се отиде на островот Смит, кој што за нив е доста значаен и до сега на неколку наврати не успеале да стасаат. И ова е како една можност да се проба да се отиде уште еднашка на тој остров и да се проверат, да се направат научни истражувања, да се земат примероци од различни камени, минерали, дел од примероците кои што се наоѓаат на тој остров.